Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Учебната 2017-2018 година за јавните основни и средни училишта ќе почне на 4 септември в понеделник, информира денеска Министерството за образование и наука. Со оваа вест ги започнуваме вестите, а еве што ќе гледате во нив. Од 1 септември градинките ќе работат и втора смена. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар бара од владата да му се додели паркиралиштето спроти Холидеин. Вечерва започнува забавата Супер Скопје. Од 1 до 19 септември по 4 пат ќе се одржи Ѓорче Петров куп. Армијата на Република Македонија одбележува 25 години од формирањето. Родителите кои работат во две смени од 1 септември ги имаат можност децата да ги носат во градинка и во втора смена, која ќе работи од 14:30 до 21:30 часот, а ќе се работи и секоја прва сабота во месецот. За решавање на проблемот со недоволните слободни места во градинките од наредната година интензивно ќе започнат да се градат нови градинки. Градинките од 1 септември треба да почнат со двосменско работење и да се усогласат според потребите на граѓаните, соопшти денеска на пресконференција министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Првите смени ќе бидат од 7 до 14 часот и 30 минути, а вторите од 14 до 21 часот и 30 минути. Ке се работи и секоја прва сабота во месецот од 8 до 16 часот, појасни Царовска. Периодов се прават списоци во детските градинки според кои ќе се одредува колку од градинките ќе работат во втора смена. Сепак, ниедно дете нема да биде незгрижено, а двосменско работење ќе се применува дури и ако има само едно дете кое треба да се згрижи. Јавните установи кои што имаат повеќе објекти или други просторни услови за сместување на деца во својот состав, работата во втора смена може да ја организираат во еден или во повеќе објекти согласно потребите на децата и родителите. За да се направат реални проценки, ние како Министерство денеска испративме до сите градинки едно информација дека од 1 септември треба да ја применуваат одлуката, а второ е да проценат на вистина во кои градинки има потреба од работа во втора смена. Ако на територија на општина има потреба и едно дете да биде сместено во втора смена, тоа ќе треба да се организира. Зашто? Поради тоа што владата донесе одлука да институциите работат во втора смена во интерес на граѓаните. И ако родителите се вработени во институција што работи во интерес на граѓаните во втора смена, другиот дел од системот треба да ги заштити родителите, така да нивните деца бидат сместени. И едно и две деца да треба да одат во втора смена, градинката ќе мора да се организира. Ако на територија на Скопје, да кажеме, во Карпош не се појави потреба од кај ни едно дете, а во Центар се појави за две деца, додека па Кисела вода има 20 деца, можеби Центар и Кисела вода ќе преговараат да овие две деца се сместат во втора смена таму. Но сметам дека секако градинките треба да организираат втора смена, дури да има едно дете, поради тоа што ако има едно, секогаш ќе се случи и второ дете да има потреба и така натаму. Министерството, како што рече Царовска, е подготвено за отварање и на нови работни места, што како потреба ќе ги наложи двосменското работење. Ова работа, двосменска во јавните установи за заштита на деца, ќе предизвика и потреба од дополнителен кадар во истите и затоа сме спремни да понатаму помогнеме на градинките и да се отворат нови вработувања за да може да го зајакнеме капацитетот кој што и онака им е слаб во градинките. Министерката исто така најави отварање на 13 градинки до крајот на годината, а веќе за наредната година се бара општините да поднесат информација за потребите од изградба на градинки. Приоритетни места при изградбата на градинките, како што рече Царовска, ќе бидат руралните средини. Министерството за труд и социјална политика во соработка со локалната самоуправа веќе работи на зголемување на опфат на деца во градинките и отварање на нови објекти или други просторни услови за сместување на деца, поради тоа што на вистина процентот на опфат на деца во Македонија е мал, а наша интенција е да го зголемиме како во урбаните, така и во руралните средини. Токму затоа до крај на 2017 година ќе бидат обновени и отворени 13 објекти за сместување на деца и ќе се зголеми опфатот за 682 деца. Веќе сме во тек на подготовка на план за инвестиции во детски градинки и јавни установи за сместување на деца за 2018 година и тоа го правиме во соработка со локалните самоуправи.
Од вечерва започнува забавата Супер Скопје, која ќе трае во наредните 4 викенда. Супер Скопје ќе понуди забава со настап на повеќе музички звезди. А за таа цел работното време на угостителските објекти е продолжено за 1 час. Со настап на Сергеј Четковиќ, вечерва на КЕО 13 ноември во 21 часот започнува првиот викенд од големата забава Супер Скопје. На оваа локација, во рамките на Супер Скопје, покрај вечерашниот концерт на Четковиќ, скопјани утре од 21 часот ќе се забавуваат со бајага и инструктори. За дополнителна забава на граѓаните продолжено и работното време на угостителските објекти за 1 час на датумите кога ќе се одржува Супер Скопје. Во рамки на Супер Скопје ќе се одржат настапи во наредните 4 викенда, со концерти на разни локации каде е подготвена одлична музичка програма. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар ќе ги бара паркиралиштата во Центар под нивна надлежност. Повеќе детали следуваат подоцна. Покрај забавата со Супер Скопје што започнува вечерва, продолжува и забавата со културното лето во Карпош. На програмата на културното лето во Карпош вечерва граѓаните ќе се забавуваат со звуците на чалгиите, а ќе ги забавува и комичарот Војче Китановски. Вечерва во рамки на Карпошовото културно лето на платото на трговскиот центар Лептокарија, Филип Шурбевски Езгија, трио ќе ги забавуваат љубителите на звуците на чалгиите. За почитувачите на сатирата ќе настапи легендарниот македонски комичар Војче Китановски. Забавата во Карпош продолжува и викендов, каде во сабота следува ноќ на перкусии со Никола Тони, како изложба на фотографии на Филип Зафировски, а во недела ќе има авторска вечер на Сузана Турунџиева насловена Мојот Карпош. Повеќе од 2 седмици карпошани ќе уживаат во музичките перформанси, културно-уметничките изведби, ликовни презентации, кои се дел од оваа летна културна манифестација. Поради недоволниот број на паркинг места со кои располага јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, предпријатието бара од владата да ја разгледа можноста за доделување на паркиралиштето спроти Holiday Inn под нивна надлежност. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар бара паркиралиштето спроти хотелот Holiday Inn да припадне под нивна надлежност. За таа цел денеска директорот на Паркинзи Саша Богдановиќ испрати допис до председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, од кој се бара да ја разгледа можноста за доделување на јавното паркиралиште спроти хотелот Holiday Inn. Богдановиќ истакна дека од причина што жителите од овој дел на Центар немаат соодветни услови за паркирање, односно недоволен број на паркинг места, како и за компаниите чии седишта се наоѓаат токму во овој дел, се надеваат на позитивно решение од страна на владата. Како директор на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, сакам да најавам дека од денеска започнуваме постапката и барањата и иницијативите за да можеме да ги превземеме конечно сите паркинзи на територија на општина Центар. Денеска покренуваме иницијатива до владата на Република Македонија со која што ќе бараме големиот паркинг Карши Holiday Inn, кој што има отприлика капацитет околу 550 паркинг места, да биде дадено во користење на општина Центар, поточно паркинзи на општина Центар, со тоа што ќе можат граѓаните на општина Центар да ги користат тие услуги, бидејќи до сега било оневозможено, бидејќи тој бил комерцијален паркинг, сега сакаме да го направиме во корист на граѓаните на општина Центар. Јавното паркиралиште спроти хотелот Holiday Inn, кој е од затворен тип, има капацитет од 550 паркинг места, а во моментов со него стопанисува акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор. Од наредната недела преку Советот на општина Центар и преку општина Центар ќе покренеме иницијатива што веќе одамна ја заговараме, а тоа е конечно да ги превземеме сите од кои што стопанисува градот Скопје, бидејќи на последните истражувања и искуството кој што го имаме со граѓаните на општина Центар, граѓаните се задоволни со услугите што ги нуди јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и високи 78% бараат од нас да ги исполниме нивните барања, односно целосно да стопанисуваме со сите паркиралишта што се на територија на општина Центар, бидејќи како јавно предпријатие услугите кои што ги нудиме пред се бесплатниот паркинг, гостинските карти, се од голема полза и корист на граѓаните. Во рамки на одбележувањето на денот на општина Ѓорче Петров, по 4ти пат се организира турнир во мал фудбал. Ова е само најава за веста која ќе ја погледнете подоцна.
Како дел од активностите за санација и реконструкција на улиците оштетени од минатогодишната поплава која го зафати Скопскиот регион, асфалтирана е улицата Јужноморавски бригади во општина Газибаба. Општина Газибаба информира дека асфалтирана е улицата Јужноморавски бригади во населбата Ченто. Асфалтирањето на оваа улица е извршено во должина од 1000 метри. И оваа улица, како и останатите улици кои во изминатиот период беа санирани и реконструирани, се опфатени во проектот за санација и реконструкција на оштетени улици од поплавата која минатиот август го зафати овој дел на Скопје. За 10 дена се очекува да заврши реконструкцијата на спортското игралиште кај спортската сала Партизан. Со реконструкцијата се предвидува игралиште за мал фудбал, игралиште за кошарка и фитнес центар на отворено. Во тек е реконструкција на познатото спортско игралиште кај салата Партизан. Од општина Центар информираат дека ова беше идејата која доби најмногу гласови на порталот Идеи за Центар. Портал каде граѓаните може да предлагаат и гласаат проекти, а општината потоа ги реализира. Со реконструкцијата се предвидува игралиште за мал фудбал, игралиште за кошарка и фитнес центар на отворено. Мини спортскиот центар се очекува да биде готов за 10 дена. Од општината ги повикуваат граѓаните што поактивно да споделуваат и гласаат за идеите кои сметаат дека би биле корисни. Во период од 1 до 19 септември по 4ти пат ќе се одржи турнирот во мал фудбал Ѓорче Петров куп по повод празникот на општината. Пријавувањето на екипите трае до 31 август. По повод празникот на општина Ѓорче Петров 20 септември, во период од 1 до 19 септември, по 4ти пат ќе се одржи традиционалниот турнир во мал фудбал Ѓорче Петров куп 2017. На турнирот кој ќе се одржува на мултифункционалното игралиште Ѓорче Петров, кај надвозникот, како и досега ќе учествуваат најдобрите екипи од Македонија. Пријавувањето на екипите трае до 31 август, а истиот ден во 20 часот ќе се одржи извлекувањето. Котизацијата од екипа изнесува 4000 денари. Наградниот фонд за прво место изнесува 120.000 денари, второ место 60.000 денари, трето место 30.000 денари, а за четврто место 10.000 денари. Армијата на Република Македонија со низ за активности денеска одбележува 25 години од формирањето. На 18 август во 1943 година на Слава и Планина во областа Дебарца беше формиран баталјонот Мирче Ацев, кој се смета за прва организирана воена формација на Народно-ослободителната војна на Македонија. Денот на формирањето на баталјонот се смета за роден ден на Арама. Армијата на Република Македонија денеска одбележува 25 години од формирањето. Централната свеченост се случува на воениот стадион во градскиот парк во Скопје, во присуство на представници од државни институции, локални самоуправи, амбасади и граѓански здруженија. Централната свеченост опфаќа низа активности. На градските гробишта во Бутал во Скопје, повеќе делегации со воени почести положија венци со цвеќе на партизанските гробишта, на гробот на загинатиот председател Борис Трајковски, поранешниот председател Киро Глигоров и на гробот на генерал Михајло Апостолски. На воениот стадион во градскиот парк во Скопје пак поставена е целодневна изложба на борбени средства, техника и воена опрема на Арама. Во текот на изложбата се изведуваат и показни вежби од страна на припадниците на полкот за специјални намени, баталјонот за почести и центарот за обука и дресура на кучиња. На 18 август во 1943 година на Слава и Планина во областа Дебарца беше формиран баталјонот Мирче Ацев, кој се смета за првата организирана воена формација на Народно-ослободителната војна на Македонија. Денот на формирањето на баталјонот се смета за роден ден на Арама. Позначителна промена на времето со засилен ветер, пад на температурата за околу 10 степени. Локален пороен дожд и грмежи најавува управата за хидрометеоролошки работи од понеделник. Утре ќе биде претежно сончево и топло, а така ќе биде и внедела. Но во попладневните часови се очекува зголемување на облачноста.
Кон крајот на денот и ноќта кон понеделник, облачноста ќе биде проследена со локален пороен дожд и грмежи. Во понеделник ќе преовладува променливо облачно, ветровито и свежо време, со локални врнежи од дожд и ретки грмежи, што ќе предизвика значително опаѓање на дневната температура за околу 10 степени, која ќе биде во интервал од 20 до 29 степени. Според Управата за хидрометеоролошки работи, од вторник ќе биде стабилно со постепен пораст на дневната температура, но во рамки на просекот за овој период од годината. МТМ следно. Уште две куси информации на крајот во вестите. Од Центарот за управување со кризи на град Скопје информираат дека без електрична енергија утре од 7 до 15 часот ќе бидат корисниците од Трубарево и Ергеле, како и објектите на Сточниот пазар и репетиторот на МРТВ во општина Газибаба. И втората информација, која е од МВР, а се однесува на привремен сообраќаен режим. Имено поради најавениот ридски надпревар во автомобилизам, утре и задутре во период од 9 до 16 часот ќе биде затворен за сообраќај локалниот пат од комплекс стамбени објекти Скала кон Средноводно. Ви благодарам на вниманието. Повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер, а спортските вести се следна содржина на МТМ.